Здраво, по 3 неделната пауза, повторно сме со подкастот Каде се парите, со мене Горан Теменугов. Ќе го почнеме оваа нова 2025 година со една тема која ме интересирала од секогаш, но сега исто така повторно ми е во жижата на интересот, а тоа е здравството. Ќе речете што е поврзано здравството со еден подкаст што е специализиран за економија, па само да ви напоменам дека Фондот за здравствено осигурување е трета институција која најмногу тежи во државава. Прво е Фондот за пензијско и инвалидско осигурување, втората институција е Министерството за социјална политика, демографија и млади и трето е Фондот за здравствено осигурување и со здравството имаме секојдневни допири, значи нема човек што нема допир дали он лично или преку своето семејство со здравствениот систем, значи големи пари се во игра, голема моќ економска е во игра, голема лична работа е во игра, бидејќи сите не засега, и затоа сакам малце да зборуваме на оваа тема, односно дали 872 милиони евра, колку што се планирани за ова 2025 година, ќе бидат доволни да се подобри здравствениот систем, односно и како би се подобрило, бидејќи првиот човек на фондот најавува големи реформи, придвижување од оноа статус кој и отонењето што е во изминативе 10 години и одење напред, но тоа ќе бидат реформи кои што секогаш се болни за нас граѓаните, кои што не сакаме многу да бидеме изложени на некои потреси, односно да има истото да биде, но многу повеќе пари за тоа што го знаеме, како што ни е познато. Затоа добре дојде велиме на првиот човек на ФЗО, господинот Сашо Клековски. Добро ве најдов. Да, ова беше вовед за да знаат гледачите зошто сте вие тука. Јас сакам темата здравство, биде на вистина сите не тангира. Она што пред да зборуваме за реформите, за процесите што се многу важни, за парите што се во игра, имавте една изјава која ја дадовте пред Нова година на брифингот и ја споменувате и во интервјуа пред тоа, а тоа е дека сакате ефтините лекови што се на позитивната листа да ги укинете. Тоа се лекови што чинат околу 100 денари, и за да може да се пренасочат овие пари за некои поскапи терапии. Првин, колку е оваа одлука реална за спроведување во моментов, колку е блиску, далеко спроведувањето и за колку пари станува збор? Малку контекст. Значи, не само што фондот е трета институција, туку здравствените трошоци, бидејќи граѓаните трошат и своји пари од джеб, а се околу 6-6,5% од бруто производот на Македонија. Германија е околу 10,5%, Америка е со најскапа потрошувачка, околу 16% од бруто домашен производ. Збориме за сектор кој ќе расте, затоа што демографските промени се такви. Луѓето ќе живеат се подолго, ќе живеат со повеќе хронични болести кои може да се лекуваат и да се одржуваат. А од друга страна, по демографијата значи дека ќе има се помалку работоспособни луѓе кои ќе плаќаат придонеси и даноци за да се полнат овие давачки. Значи, збориме за нешто што бара постојано стратешко следење. Висок удел во трошоците во БДП, ќе има промени во иднината заради демографски, технолошки промени, а ние имаме здравство од минатиот век. Значи, зборам пред се за организацијски поставено здравство од минатиот век, бидејќи да не ги рушам успесите на дел од установите кои во диагностичкиот и терапевтскиот дел се носат соодветно на промените што се случуваат. И од тука едно од прашањата се лековите. Лековите е прашање бидејќи оно што е секојдневно за граѓаните. Не одиме на лекар секојдневно, ама многу мин од нас, посебно во мојата возрастна група, секојдневно користат лекарства. Еден од проблемите со лековите е дека ние не знаеме колку е потрошувачката на лекови во Македонија. Значи, Македонија е една од ретките земји во Европа каде што не знаеме колку лекови се употребуваат. Ако не знаете колку лекови се употребуваат, не можете да водите политика. Бидејќи политиката мора да се заснова на некакви факти. Ние можеме да претпоставуваме колку лекови се употребуваат, дури и приватните компании кои продават податоци
статистички за Македонија се оградуваат бидејќи не се веродостојни податоците. Оно што можам да го кажам е дека позитивната листа, таа е што најчесто се спомнува, за лекови достапни во аптеки, покрај тоа имаме позитивна листа за лекови достапни во болници. Тоа се два работи. Зборуваме се за граѓаните во аптеките. Во аптеките, таа позитивна листа со лекови околу 50 милиони евра годишно од овие 800 и нешто милиона евра кои се издвојуваат во фондот. Овие 50 милиона се само мал дел од тоа што граѓаните од джеп издвојуваат. Спрема Светска здравствена организација, 65% од трошоците за лекови во земјава се од джепот на граѓаните, платени директно од джепот. И овие јавни пари се од джепот на граѓаните, ама овие се директно од приватен джеп. Платени, и Светска здравствена организација се доживува како катастрофален притисок врз благосостојбата на граѓаните. Кога ќе го чуете зборот катастрофална, значи дека треба нешто да преземете. Направивме една промена на позитивната листа после 10 години прво, за да покажеме дека е жива, дека ќе се работи на тоа. Не, меѓутоа сега доаѓаме како ќе одиме понатаму. Откако заживеа листата, се јавија многу здружења на пациенти, фармацевски куки, ова да биде на позитивна листа, ова да биде на позитивна, ова на позитивна листа. Сега кога имате многу барање, мора да имате некаков концепт на одлучување. Првиот е дека мора да имате се повеќе лекови за болестите од кои граѓаните се најчесто заболуваат. Најчести болести, најчест морбидитет и морталитет смртност се кардиоваскуларни болести. 60% од смртност е од кардиоваскуларни болести. Понатаму тука се хроничните пукни болести, обструктивната болест, астма, понатаму болестите на тироидејата и така натаму и така натаму. И сега тоа е едно да на листите има што повеќе лекови, што да, овие се поскапи лекови, значи за кардиоваскуларните заболувања се поскапи од што едно да работите, ако листата не е променета 10 години, значи на листата се наоѓаат лекови од претходната генерација. На листата немаме лекови од новите генерации. Така. И тука сега е дилемата како да одиме понатаму. Дополнително намерно кажав дека не ни е позната потрошувачката. За фондот да донесе одлука да вклучи одреден лек на листата, ние можеме да имаме индикација колку евентуално тоа би чинало. Така. Значи, ако се воведе еден лек, треба да имаме проценка за пазарот за тој лек и колку тоа ќе го чини фондот, бидејќи нашите средства се лимитирани. Кога немате точни информации колку е потрошувачката на лекови во земјата, зашто е одговорен Маумет, Агенцијата за лекови, е многу тешко да донесете одлука финансиска, и затоа одлуката претходна, можам да кажам, е за претходна генерација на лекови, што е познато, за поевтини лекови, што е познато, и газиме на посигурно тоа. Ако е некој нов лек кој се уште не е во голема употреба во Македонија, а е баран од пациентите, ние немаме параметри да направиме доволно проценка. И сега тука дилемата, еве конкретно, Фамосан е еден од лековите што е под 100 денари месечна употреба. Тоа значи за 30 дена е 100 денари се дава. 100 денари. Така. Вакви лекови се 45% од рецептите. Во Македонија се издаваат 30 милиони рецепти. Значи околу 14 милиони рецепти се рецепти за лекови под 100 денари, што би ги чиниле пациентите за месечна употреба. Пошто збориме за лекови кои се за хронични пациенти. И сега Фамосанот е на позитивна листа. Ја мислам дека издавањето на Фамосан на рецепта чини повеќе отколку самиот лек. Бидејќи вие треба да поидете на лекар, лекарот да ви го издаде, да ја однесете рецептата во апотека, тоа мора да помине соодветен процес на валидација, контроли во фондот, за да се исплати
тој лек на аптеката. Можете да замислите колку администрација треба за еден лек од 50 денари. Така. Сега вие Од другата страна имаме лек како Jardiance, која е најнова генерација, лек што се користи кај пациенти со диабет, со нефропати, со бубрежни болести и со срцеви болести. Тој чини месечна консумација околу 2400 денари. така. И вие сега сакате да ги повлечете овие 40 и кусур 45% што се под 100 денари, односно да ги плаќаме ние од джеп директно, значи и тие сума на пари да ги насочите на овие скапи лекови за да бидат поевтини. 2400 денари Значи, да не ја ги не плаќаме. сакам, ја отварам дилема. Дилема, да. Ја Добро, отварам ваша дилема. идеја е ова. Ова е ваша идеја. Ова до сега не сме го комуницирале ваква дилема во последните 10 години во јавноста. На што ни е потребна солидарност? Така. На поевтините или на поскапите работи? Бидејќи фондот покрај сите своји улоги има една солидарна улога е да ги преземе здравствените трошоци што граѓаните не може да си ги допуштат. И затоа имаме и партиципации, и затоа имаме здравствени услуги што се бесплатни, што не се бесплатни и така натаму и така натаму. И ја имам дилема на кој ниво ми треба солидарност, мене, тебе, на сите нас. Дали ни треба солидарност за нешто што можеме сами да го платиме, 100 денари или 200 денари, и во основа предизвикува поголем трошок за администрација отколку што е вредноста на солидарноста, или треба да преземеме солидарност на малку поскапи работи кои што граѓаните не можат. Јас верувам дека 2400 денари за лек не може секој да си допушти да Така, сега доаѓаме до да даде. И овие лекови под 100 денари учествуваат негде со 15 милиони евро од 50 милиона. така. Значи, ако овие лекови ги ставиме во да не бидат на позитивна листа, туку граѓаните да ги плаќат, ние би ослободиле 15 милиони евра за нова генерација поскапи лекови. Ние секако ќе го зголемиме трошокот за позитивна листа, ама можеме да го зголемиме 10%. Од 50 на 55 милиона. Ние не можеме од 50 милиона на 100 милиона да го зголемиме, пошто не расте така буџетот на институцијата. Вака, вие сте и во политиката сега, во ВМРО-ДПМНЕ, во извршниот комитет Да. сте член. Кога ги следам вашите обраќања јавни, значи интервјуа, изјави, брифинзи, кај што присуствувам исто така, мене ми има ова се во логика, но сега ќе се префрлиме на политичкиот дел. Вие пред да бидете и во политиката активен, следете и анкети, знаете што е јавно мислење, расположение и сето тоа. Дали би поминало една ваква логична работа, што мене ми е логично, вас вие ја отварате дилемата, но мене ми е логична, да, ако можам нешто да платам, зошто да не го платам, а нема да ме чини многу, за да ослободам, за да утре кога ќе ми треба некој скап лек, да може да биде поевтин за мене, односно да можам да го користам. Дали верувате дека ова би поминало во јавноста, бидејќи ќе треба да чепнете кај гласачкото тело, кое што е многу осетливо кога станува збор за некои сектори, например, само да напоменам за сите што не следат, здравството е во топ 5 приоритети и проблеми за граѓаните. Прва е нели корупцијата, економијата, корупцијата, па доаѓа здравството, па дури таму 7-8 се правосудството и сите останати работи, евроинтеграциите. Во топ 5 е здравството. Ако чепнете, политички ќе ви се исплати, може да изгорите, а знаеме дека сепак ВМРО-ДПМН е популистичка партија. Вака. Ја не можам да се согласам дека ВМРО-ДПМН е популистичка Добро, популистичка десница. партија. Денеска многу често се мешат работите. Ние сме тука да ги слушаме граѓаните и да го слушаме гласот на граѓаните, да ги решаваме потребите. Меѓутоа сме исто тука да во одреден момент ја кажеме вистината. Вистината дека македонското здравство вака веќе не може да продолжи. Значи мораме нешто да смениме. Статус кво е невозможен. Статус кво значи распаѓање. Лековите не се првиот и единствен
Значи јас прво кажав дека борбата против корупција и криминал е првиот чекор. Значи ние мораме да демонстрираме пред граѓаните дека сме домакини. Дека водиме сметка за парите на граѓаните. Дека првите подобрувања ќе ги направиме со парите што ќе се заштедат со подобро работење. Ќе направиме и други промени. И ово со лековите е една од многуте промени што ќе ни престојува. Значи ова е само еден мал дел од мозаикот кој треба да го склопуваме, бидејќи оваа ситуација е неодржлива. Значи кога одите на лекар, одите со очекување дека сте здрав, ама лекарот нема должност да ви каже, да ви излаже дека сте здрави, треба да ви ја каже вистината. Значи јас одговорно тврдам дека оваа ситуација, ваква како што е, неодржлива. Во сите сегменти, низ разговорот ќе допреме други сегменти. И во лековите. Значи неодржливо ние да лекуваме пациенти со 30 години стари лекови и да не ги тргнеме од позитивна листа. 50 денари на вистина може месечно, 100 денари, може секој да се ги дозволи. Значи, ние можеме да бидеме свесни дека некои работи ние можеме сами да се промениме за да возможиме да биде подобро. Верувате ли дека можеме да се промениме? Пак гледаме дека добар дел од работите во оваа држава не функционираат затоа што ние како граѓани не сакаме да се промениме. Нашата хигиена, што е околу нас, не е добра заради нас самите, не е заради тоа што не се чисти, едноставно валкаме, не ја одржуваме, загадуваме. Значи не се менуваме, гледаме, се бунтуваме на тоа ни пречи, но самите ја предизвикуваме состојбата. Исто е со лековите кои што секојдневно ги користиме. Доаѓаме до моментот, ќе имате ли сила како влада, како се менуваме, ама сме дел од промените и некојаш не сме свесни за дел од промените. Може би промените не се доволно брзи, не се во таа насока која посакуваме. Во општество, модерно општество, каде што луѓето сакат инстант решење. Инстант решење нема. Значи, зборам за процес на промени, а се менуваме. Значи, ја не би рекол дека граѓаните не се менуваат. Работи што беа невозможни претходно, сега се дел од битисувањето. Мислам дека ние можеме да, што ако се откажеме од надежта дека можеме да бидеме подобри. Така. Не ни останува ништо. Да, еве сега доаѓаме, ќе завршиме со лековите, не ми беше централна тема, малце реформите ми се поцентрални. Дека еве и тоа што сум тука, што ќе настапам на други медиуми и во други прилики, е отварање на темите. Ова не е затварање на темата, така. Ова е отварање на темата. Така. Тоа што недостасува е јасна комуникацијска стратегија во делот да знаеме што е работите што, така. И од денеска за утре ништо не се прави. Така. Значи, овие информација ги дадов на брифинг неформален со новинарите, како нешто што во 25-та, во 26-та ќе се разговара. Едно од таквите решенија беше што предизвика незадоволство кај Сдруженијето на медицински сестри е да дозволиме да руралните доктори на 24 месеци може да работат без медицински сестри. Значи, едно од ситуациите неодржливите дека ние имаме некој концепт дека здравствен тим бил доктор и сестра. Так. И лиценцата се издава и договорот се издава за доктор и сестри. Сега имаме 8 рурални амбуланти кај што нема сестри. И ќе има опасност да затворен. Звеница, Радовиш, и ние по правилата треба да им го раскинеме договорот. Ако им го раскинеме договорот, нема јавно финансирање, најверојатно ќе треба да затворат. И сега мене ми е дилемата, дали е подобро да има било какво здравствено лице, доктор или медицинска сестра или било што во малите рурални места, или да нема ништо. И рековме, еве, ќе дадеме 24 месеци, на секој 6 месеци мора да се дава оглас, за да се види да не се појави медицинска сестра. Плюс го зголемивме за 22.000 дена и месечното финансирање на руралните амбуланти, за да бидат поатрактивни. И зошто 24 месеци? Да си дадеме време да го преиспитаме концептот на здравствена заштита. Што ни очекуваме? Значи,
Нашиот концепт е правен кога имало невработени доктори и медицински Така, да. сестри. Сега тоа умре тоа време. Така е, сега ќе треба Сега нема сериозни ни реформи. доктори, а уште помалку медицински И сестри. ќе дојдеме до реформите, тоа ќе Значи, прашање на комуникации, на дискусија, на убедувања и ова е еден од тие моменти кога сакаме да ја отвориме темата, бидејќи се работи за нашето здравство, за нашиот благодет и за нашите пари на крајот од денот. Пред да одиме во вториот дел од подкастов, пред да ги направиме првиот рез, сепак морам да завршам бидејќи вие го знам одговорот, ви го одговоривте веќе дека нема партиска програма, има владина програма сега во моментов. Малце е штуричка во поглед на здравството владината програма, ја читав, но добро, тоа приоритетите се дадени таму, но едно од ветувањата на ВМРО ДПМН, точно овде беше пренесено во овој подкаст кој беше и лидерот на партијата и еден од вашите сопартиски исто така која беше, е дека за пензионерите ќе бидат бесплатни лековите. Ова би било спротивно на ова што ја отварате дискусијата дека може би тие што се ефтини лекови да се тргнат од позитивната листа и да се плаќаат за да се ослободат средства за поскапите лекови. Дали нема да го исполните ова ветување кон пензионерите? Бидејќи тоа е партиско ветување, а тоа го нема во владината програма по која што вие се раководите. Значи, владината програма е проширена во акцијски план и има многу елементи. Јас оно што можам да го кажам дека за пензионерите ќе има многу повеќе здравствени услуги отколку тоа што ги има во моментот. Бидејќи заменувањето на едно е повторно за работи, бидејќи најголем дел од хроничните терапии се поврзани со годините, нели? Пензионер ке нас е синоним за човек во зрели, во возрастни години. Значи, јас можам да гарантирам дека здравствените услуги за возрастните луѓе ќе се зголемат во сите разбирања. Значи, ние сега тоа што го барат пенсионерите е повеќе катаракта операции во државна квота. Сега збориме за лек од 50 дена или збориме за операција која е 500 евра. Што треба да биде бесплатно? Јас ќе направам се да сите катаракти во земјава се оперираат од државен буџет, од јавен буџет. И тоа е, значи, збориме за негде околу 10.000 операции годишно. Верувам дека финансискиот импакт 10.000 по 500 евра е многу позначаен отколку одреден лек. Јас сум сигурен дека најголем дел од корисниците на Jardiance, лекот за диабет, срце и бубрези, повторно ќе бидат возрастни луѓе, бидејќи диабет тип 2 е најраспространет меѓу возрастните луѓе. Значи, јас можам да гарантирам дека за возрастната група, без разлика дали се активни или пасивни, дали се во работа или се во пензија, дека ќе има многу повеќе здравствени услуги. И дека нето финансискиот ефект, колку луѓето плаќаат од джеб, ќе биде во корист на возрастните граѓани. Не знам дали ме разбираш. Ја ве разбирам, значи, многу... И ние можеме да останеме на бесплатно се за лекови од 50 дена. Ако е тоа во ред, да останеме така. И ќе го исполниме нашето ветување. Бесплатно 50 дена, еве ви лекови од 50 дена, лечете се нема луѓе. да имаме овде ама нема да има катаракта операција. Ама катаракта ќе треба да чекате една година за да се оперирате од јавен буџет. Значи прашањето е дека јас гарантирам дека нето ефектите финансиски по чепот на граѓаните, на сите граѓани, а посебно за возрастните граѓани ќе биде позитивно. Да, пред паузата само ја да дадам еден мал коментар, би ги повикал сите што не следат да почнат да размислуваат што е најдобро економски за самите нас, па да почнеме да носиме заклучоци дали нешто добро или не е добро, или да ги судиме дали исполниле или не исполниле. Ако исполнат да ми е катарактата бесплатна што се вика, а да платам 100 денари, тоа би било добро решение и би било добро решение, така што треба да преку парите, преку економијата да судиме за одредени политики, но за тоа како ќе бидат реформите во вториот дел од подкастот, време е за нашите пријатели кои овозможуваат да го реализираме овој подкаст и тој да биле исто така бесплатен за да вие да може да го следите. Пауза, па се враќаме со разговорот.
Да, се враќаме во подкастов. Гостин Сашо Клековски, директорот на Фондот за здравствено осигурување. Зборувавме за лековите, малце се задржавме околу цените на лековите кои ќе бидат бесплатни, кои нема да бидат бесплатни, зошто треба дел од лековите да се плаќаат фул цена, за да може да се ослободат пари и што ќе се добие со тоа. Но одиме со она што е централно во суштина на денешниот подкаст, што мене исклучително многу ме интересира, а тоа се реформите во здравството. Како што спомнавте, вие имате сериозни како фонд пари, 872 милиона евра, но рековте дека 6,5% од бруто домашниот производ се троши, граѓаните вкупно трошат за здравствени услуги, тоа е над милиарда и нешто евра годишно се плаќаат за здравствени услуги, но гледаме дека општо незадоволство има од здравствениот систем. Варираат час многу незадоволни, час помалку незадоволни, но генерално нешто како недостасува. Ајде додиме со она што е кога ќе стартуваат реформите први, какви ќе бидат реформите и знаеме дека нема реформи без тие да бидат болни. Ќе треба да се менува сетапот на целиот систем, па и нашето размислување и можеби да се нарушат нашиот комодитет како граѓани, но исто и како доктори, како медицински и здравствени работници, да се наруши комодитетот сега што го имаат, односно за таа работа и услуга што ја даваат да земаат релативно солидни пари, а ние за оноа што го плаќаме да добиваме каква таква услуга. Реформи, кога, какви? Значи, реформите течат. Ние програмата на владата ја операционализиравме во акцијски план за кој понесуваме извештај еднашка месечно. Оно што можеме сите да се согласиме дека статус кво е неодржлив. Значи мора да менуваме. Втората работа која мора да се согласиме дека со волку пари здравство не може да има. Значи сите доаѓаат со ваков или онаков пример, меѓутоа се тоа земји каде што во здравството се троши многу троши озбор, се вложува многу се вложува многу повеќе. Намерно се коригирав, бидејќи посебно во сегашната демографска слика на Македонија, секој здрав, среќен и продуктивен граѓанин мораме да го броиме. Значи нема поголем благодет од здрав и продуктивен граѓанин и било колку да треба да се инвестира, ние мораме да најдеме начин. Значи, парите се дел од проблемот. Ние се споредуваме со земји кои не само што трошат повеќе проценти од БДП на здравство, туку и нивниот БДП е многу поголем. И приочекува направен, значи околу 6 милиарди ќе биде поголем буџетот за оваа година од претходната година на веќе претходно зголемување со ребалансот во 24 година. Значи некоја основна претпоставка правиме. Има политичка волја да се зголеми финансирањето во здравство. И тоа е само почеток. Растот на учество во здравство мора да биде над растот во другите сектори за да ги постигнеме целите. Меѓутоа парите не се доволни. Зошто го кажувам тоа? Можам да кажам дека на крајот на годината на 31 на сметките на јавноздравствени установи имаше 450 милиони собствени средства кои не беа потрошени, останаа за пренос во наредната година. Околу 300 милиони од усовните буџети, тоа се буџетите за новите поскапи лекови останаа непотрошени, и околу 180 милиона фондовски пари останаа на сметките на јавноздравствените установи непотрошени. Значи парите се предусов, ама не се доволен. Ние мораме да промениме организацијската поставеност севкупна на здравствениот систем. Дали ни треба брза помош со доктор или со парамедик. Дали во руралните подрачја е доволно да има сестра без доктор. Дали ќе има визитинг доктори. Како ќе го плаќаме тоа. Во примарното здравство, како што понатаму, се помалку доктори сака да бидат матични доктори. Ке мора да се зголемува финансирањето таму за да тоа биде поатрактивно, бидејќи сега е поатрактивно да работите во јавно здравство, отколку во примерно здравство.
Значи има многу работи, има 109 јавно-здравствени установи. Имаме релативно мали градови со 3-4 здравствени... Да, Крушево, на пример, има најлоша здравствена услуга, има околу 4000 жители, односно таму е најтешко да се добие здравствена услуга. Нема, едноставно има сектори што не се покриени воопшто. Ама, значи... И што ќе правите? Го немаме, а издавањето на лиценци за работа не е базирано на геолокација. Значи, ние банално немаме геолокација на нашите здравствени капацитети, што треба да биде еден од чекорите е предвидено во акцијскиот план, еден од чекорите. Владата од пасивен чинител мора да стане активен чинител. Што значи пасивен чинител? Специализирал доктор ортопед, отиде во Гевгелија и купиме, сега таму, пошто има ортопед, ка има Скопје ендоскопија да воспоставиме. Или специализирал кардиолог во Прилеп и сега ангиограф во Прилеп. Така функционира сегашниот модел на пасивен. Некој решил нешто да направи и бара и државата му дава или не му дава. Ние можеме како за лековите, така и за здравствената мрежа и за здравствените услуги да поставиме стратешки пристап. Кој е тој стратешки пристап и како ќе го операционализирате, бидејќи тоа ќе биде дел од градовите да останат од оние здравствени услуги сега што ги имат слаби, неквалитетни, но и тие да останат без, и да треба да отидат во друг град кај што ќе бидат услугите подобри генерално. Тоа е таа регионализација. Очекувате ли тоа да помине и како ќе го спроведете тоа? Значи, тоа е процес. Политичката одлука е да 8 септември преземе еден значен дел од теретот во Скопје и 8 септември ги има неопходните услови со дополнителни инвестиции до екипирање ќе помогне да прво дел од пациентите од Скопје се решат и тоа е понатаму завршувањето на потребните работи во Штип, Битола, Тетово. Јас мислам и дека Охрид може би има и посериозен капацитет од другите да, доколку се интегрира, што таму се 7 одвоени здравствени установи, да направат. Меѓутоа, со геолоцирањето ние можеме да утврдиме точни патеки на движење. Не да купуваме опрема рандом, врз основа кој доктор каде, туку да лоцираме кој ќе биде центар за магнетна резонанца за Брегалнички регион. И тоа значи не може да има ангиографија и во Прилеп и во Битола на 30 км едно друго. Не може да има протезин ортопедски во 7 болници на 1,5 милиони граѓани, бидејќи сите пови услуги барат, збориме за терцијните услуги, барат од една специализација. Значи со геомапирањето и утврдувањето на патеките мора да утврдиме кои се минимум компетентности за секоја поедовна точка. Што треба да има во Крушево, што треба да има во Прилеп, што треба да има во Скопје, како ќе се движат пациентите и да се направи максимум така да се екипираат болниците и стручно и финансиски. Луѓето сакат да дојдат сите кај најдобриот доктор во Скопје, ама тоа е неодржлива ситуација. Скопје мора да се, клиничкиот центар мора да се растерети, мора да се постигнат начините на мотивација во овие неколку болници што ги кажав, да соодветен број на пациенти. Доколку го спроведиме, ќе го спроведиме до крај следењето на услуги, фондот треба да плаќа услуги. Многу малку болници во моментот го исполнуваат буџетот со услуги, што е една од клучните забелешки од Државниот завод за ревизија. Структурен проблем, цените не се сменети 10 години. Еден специјалистички преглед е 380 денари. Вие со преглед од 380 денари не може да го исполните буџетот, значи има многу таму за решање. Меѓутоа, ако го спроведеме концептот на услуги и знаеме дека ги спомнав катарактите, од 10.000 катаракти, 2.000 ќе бидат во Битола, 1.000 ќе бидат во Прилеп, 500 ќе бидат во Охрид,
300 ќе бидат во Штип, Струмица 200, Велес 200, бидејќи можеме да го следиме тоа, тогаш ќе биде притисокот тоа да се исполни, бидејќи ние таа услуга ќе ја платиме на болницата. И во еден момент ќе треба директорите на јавноздравствените установи да бидат свесни дека покривањето на загуби ќе заврши. Ќе успеете ли тоа сега да го направите, бидејќи беа 5 милиарди, вративте нешто, остана, мислам... 2 милиарди се раздолжени. 3 милиарди остана, но како успеваат да направат долгови јавните здравствени установи? Тоа не ми е јасно. Како си се задолжуваат и после тоа немаат пари за тоа, немаат предвидено средство? Значи, има проблеми на приходната и на расходната страна, бидејќи покривање на долг без да видите зошто настанал долгот е нерационално. Значи, на приходната страна имаме некои програми во Министерството за здравство што се подфинансирани. Например, клиниката за онкологија побарува над 350 милиони денари од Министерството за здравство за ненаплатени партиципации, а долгот на онкологија беше 700 милиони. Значи, половина од долгот е затоа што таа програма не била доволно финансирана. Министерството за здравство има програма, но префува пари, дури има пари во буџетската ставка. Разговаравме со премиерот и со министр за здравство и имаме ветување, ние пресметавме колку би требало да изнесува финансирањето по програми, за да тоа не биде причина за создавање на долг. Еден дел од одговорноста е на расходната страна. Имаше криминал, корупција, плати неоправдани, цела битова ставена на прековремена работа од период до Да, тоа кажувате дека тоа е причината за толерирање заради ниските плати, сите у суштина се задоволни затоа што прековремено си работат, изимаат екстра пари и со тоа надополнуваат ниските плати, али тоа у суштина не го подобрува системот. Уште една работа, купувано е многу опрема, трошени се реагенси, лекови надвор од буџетите. Што е кривично дело. Значи, набавка надвор од буџетот е кривично дело, за кој никој не одговара покрај сите постапки што се покренати. И мора да има одговорност. Без одговорност нема да се поместиме. Еден од ефектите во здравството е дека надоместот за работа не е платата. Е дежурствата и пасивни и активни достапности. Значи, не може надоместот за работа да не е платата. Значи, сето друго може да е додаток. Така, плюсот оноа што се не може основа да биде тоа. Чуден е системот. Во вакви услови, како да реформирате? Нема ли да ви се случи бунт на здравствените работници, бидејќи ќе треба сериозно да ги разместите центрите на моќ? Што сакам да кажам? Убаво е кога доаѓаат кај тебе и ти можеш да бираш кога си во центар во Скопје, мислам во на клиника, која имаш моќ да одлучуваш кого ќе земеш, како ќе земеш, па чекаат, па кога има редици, кога имаш услови да побараш нешто плюс, да ти бидат благодарни на сето тоа. Сакам да ве прашам, ќе имате не само од граѓаните кои што ќе треба да бидат лишени од некоја можеби мала услуга, а на 20 км ќе добијат многу подобра и поквалитетна услуга, и самите здравствени работници да ви се побунат дека едноставно овие реформи не се добри за нив. Лично не се добри. Ма нема да бидат добри за криминалците и корумпираните. И ние треба да се одлучиме какво општество сакаме да правиме. Општество во кое ќе биде срамно да работиш, а не е срамно да крадеш. Значи, ние можеме да си расчистиме со нашиот морал и етика. Зошто го кажам ова? Ние глумиме здравство во многу подрачен надвор од Скопје. Проблемот со дежурствата не е во Скопје, пошто во Скопје има толку многу доктори да не може да стигна да издежура. Да. Проблемот е надвор од Скопје, кај што има недоволни доктори. Значи, на листата на 100 најплатени доктори има многу малку доктори од Скопје. Тука се јавува незадоволство кај скопските доктори. Вика, ние носиме 50% од здравството и 30% од примањата, а други болници носат многу повеќе пари, а многу помал терет, пошто
не се вреднува, значи не е тоа плаќање по учинок, туку не се вреднува трудот. Идеумно е тоа ќе биде можта глумење здравство. Ние имаме 4 неврохирурги надвор неврохируршката клиника, кои не работат скоро ништо. Без да се навредиме, неврохирургија во Битола функционира со дежурни доктори од Скопје. Битола плаќа 3 милиони денари на Скопската неврохируршка клиника за дежурство на доктори од Скопје во Битола, за да тврдиме дека има неврохирургија во Битола. И јас викам, ова веќе мора да престане. И на синдикатот им реков, како што е ограничена прековремената работа. Прековремената работа не е ограничена за да не се оштетат газдите, работодавачите. Прековремената е за да се заштитат работниците да не се терат. Ја викам, тогаш ќе се ограничи бројот на дежурства. Затоа што ако некој дежурен секој втор ден, тоа е експлоатација. И треба да се заштитат работниците. Тоа е улога на синдикатот. 5 дежурства максимум месечно. Ама тогаш ќе немаме овакво оделение, онакво оделение. Викам, или ќе имаме оделение што ќе функционира, или да го немаме. Пошто сега ниту едното, ниту другото. Све е некој... Значи, неврохирургија има во Битола, со тоа што докторите одат од Скопје. Дежурат од Скопје, да. Затоа што нема доволно доктори да се... Значи, што е поевтино, да дојде пациентот од Битола тука? Не, значи вака. Да отиде, вака. За некои работи треба да има затоа регионализацијата е важна. Значи од Битола и Охрид да се дојде од Скопје не е толку едноставно. Сепак треба повеќе од 2 часа. За некои работи треба малку, например, криварење во мозок, може би треба малку поитна. Така, во 1 час треба да се реши за да интервенција. Да се спаси. Од Куманово до Скопје може да стигнете за 1 час. Така. Тоа е златниот час што го види. И затоа никој не збори за болница во Куманово. Така. Значи ние мораме да видиме има здравството статистика, се знае за мозочен удар колку е потребно, за криварење колку е потребно, да си се направат патеките и да се види и во Битола треба да има неврохирургија. Така. Треба да се види дали во Охрид треба да има неврохирургија. Така. Не разбираш. И за тоа си има луѓе што работат на такви проблематики и димензионираат. Има ли луѓе што работат на такви проблематики? Има ли значи, уште имаме компетентни во држава што може да направат таков систем? Секојаш може да побавиме помош од страна, значи затоа сме дел од нешто поголемо. Так. Ние имаме стратегија за здравството 21-31 која редовно се апдейтира и тоа е финансирано со европски пари. Имаме редовно консултанти што ги следат главно врз основа на податоците на моите мин на Фондот за здравство, бидејќи ние имаме огромна база на податоци за услуги, ги следат тие работи. И тие работи може да се видат, да се планираат и да видиме што и како треба да направиме. Пред вторава пауза само уште една прашање на темава регионализација. Кога би стартувало? Кога можеме да очекуваме? Бидејќи рековте вие отварате дебати, ги отварате прашањата и треба да се дебатира, но веќе треба и некогаш и да почне да се дејствува. Реформите се во тек, зборуваат и борба против корупцијата и сето тоа, но кога можеме да очекуваме првите резултати од таа регионализација? Имате ли некој план зададено до кога тоа ќе се случи? Вака, оно што се обидуваме сега е со меки чекори да ја потикнеме организацијата, тоа е хоризонтална комуникација. Ние сме сите тука за доброто, за истите, за public good, сме за иста причина тука. Значи, ние потикнавме комуникација, например, патологија, која е тесно грло, во целиот хемоонко подрачје, кој е една од големите предизвици. Што треба да направиме? Значи, има 11 патолози надвор од Институтот за патологија. Има неколку приватни капацитети. Ја викам што треба да направиме за да времето на чекање на резултати го скратиме од 1 или месец или 6 недели на една
недела, пошто џабе ние ќе издвојуваме скапи терапии, Така, ако се чека и не се навремено, не се така. а веќе сите скапи терапии се стриктно поврзани со генетските наоди од истражувањата. Охрид набави опрема што не се состоеше за патолого таму да функционира. Значи ги имаме детектирано проблемите и без пишани мерки работиме заедно во група со Институтот за патологија, со Медицинскиот факултет, како тоа да го подобриме. Онкологија исто, првиот чекор е соработката помеѓу клиниката и 8 септември, бидејќи 8 септември ќе биде првата болница што ќе преземе посериозен терет онколошки. Тоа е поранешна војна болница за сите што не следат 8 септември. Уште ние по старите генерации возрастните, ја знаеме како војна болница, тоа треба да биде централна скопска болница кај што ќе се обраќаме ние скопјани. За да се ослободи капацитетот на клиничкиот центар за терцијарно здравство. За сложено, за она што е за тоа што сега праќаме во странство. Значи, да банализирам, на ортопедија во Скопје ќе се работат сколиози и веќе се работат сколиози. Значи, за граѓаните, за тоа што почина Тамара, сега веќе се работи на клиниката во Скопје. На почеток тоа го направивме со менторот Турција, кој доаѓа и помага на тимот тука. Меѓутоа, веќе има тим што може самостојно да оперира. Да оперира. Една таква операција 50.000 евра во Турција, тоа се средства што ќе останат во Македонија. Значи, тоа што може рутински, например, колку ви се веќе нешто што рутински се работи да биде правено во 8 септември, во Охрид, во Прилеп, ова што специфично, високо да се ослободат докторите за малку покомплицирани. Така, кога ќе отидеме на клиника, таму најтешките случаи да одат, а она што е полесните да бидат надвор. Не да доаѓа со слепо цево или жолчка операција, нешто што треба да се работи на друго место. Време за втората пауза и ќе влеземе во третата третина од подкастот, да се напиеме вода и завршуваме за некои 10-15 минути. Продолжуваме со подкастот. Гостин е првиот човек на Фондот за здравствено осигурување Сашо Клековски. Зборувавме за цената на лековите, дали ќе бидат бесплатни, ќе се плаќаат, кои ќе бидат ослободени од плаќање, кои ќе се плаќаат фул цена. Зборувавме за реформите, за регионализацијата. Напомна дека тоа ќе бидат меки мерки сега со таа регионализација, дека товарот за Скопје ни треба да се префрли во 8 септември, односно во поранешна војна болница, а додека клиничкиот центар треба полека да се ослободува за најсложените оперативни зафати, односно она што не може да се добие на нивото на целата република, тука да доаѓаат најсложените случаи. Ќе видиме тоа кога ќе се реализира. Господинот Клековски кажува дека тоа е веќе во тек, тоа се со меки мерки, но доаѓаме сега во последниот третиот дел од подкастов. Неколку работи на брзинка ќе ги поминеме, пократко ќе биде, бидејќи она срцта што беше реформите и лековите веќе ги поминавме. Први на она што може да се следи на вашата Facebook страница, 6 недели имате средби со здравствените установи, јавните здравствени установи, исто така и со приватните, преговарате за буџетите за овие институции, за соработката со приватните, како ќе се одвива. Нели е малце доцна, и во јануари да се преговара за буџети, бидејќи требаше пред нова година тоа да се заврши, за да може да почнат со трошење на парите. Зошто тоа е така? Прво, од короната наваму, значи од 2019 скоро ден нема преговарање со јавните здравствени, туку од канцеларија им се одредувале буџетите. Помалите здравствени установи не дошле во
во фондот на преговори од 2020 година. Јас инсистирав да значителен број, не само големите здравствени установи, туку и помалите дојдат на разговори за да се запознаеме со работата. Бидејќи сепак сме ново раководство и ни се први преговори, сакав да ги чујам изворно директорот и нивните тимови што ќе кажат за состојбите и да бидат чуени. Бидејќи едно да работите што е правам поинаку е да бидам отворен за комуникација и достапен за све. Ние мораме да бидеме спремни да ги слушаме сите чинители, вклучувајќи ги директорите. Тоа е едната работа. Втората работа, сакавме да осигураме дека новите буџети нема да бидат основа за правење нови долгови. Значи, разговорот со сите директори беше кој е тој буџет со кој вие гарантирате дека нема да има нов долг. И они се обврзуваат сега, тие пари ми се доволни за да не направам нов долг. 3 месечи, 6 месечи е третата работа. Ова не е толку едноставно. Е дека треба да обезбедиме зголемување на платите за 10% од ноември, што помине уште 5% најмалку во март. Да биде вградено во буџетите, да биде вградено во буџетите 1500 договорци кои треба да бидат вработени, 300 специјализанти што треба да бидат вработени и да обезбедиме нови работи. Значи, џабе ние сме дошле како власти, како раководство, ако ништо ново не се случи. И тоа бара малку повеќе време. Тоа што е невозможно на јавноздравствените и другите установи е отворени се техничките буџети, значи отворено е финансирањето кое беше достапно на ниво на 24 година. Значи, платите се исплаќаат, набавките се одвиваат, не се затворени 15 на поголеми установи каде што сакаме да обезбедиме видлив напредок. Едно тоа подрачје е онкологија и хематологија, каде што сакаме да биде видливо. Да, тоа е голема рак рана и афери имаше, проблеми. Поместувањето, меѓутоа не само за тоа, сакаме да воведеме нови лекови за кардиолошките болни, поскапи лекови во нефрологија, во гастро, кожно. Онкологија. Ние се уште немаме регистар на болни од карцином. Не, не е една од прашањата што инсистирам дека овој хаос мора да заврши. Значи, ние не можеме да имаме извршај од Државен завод за ревизија во кој се тврди дека само 25% од пациентите онколошки пациенти се третираат со биолошка терапија, а ние уште не знаеме колку пациенти има. Ама толку ни кажа дека има. Јас сега одговорно тврдам дека ние не знаеме колку точно пациенти има. Како може со години се зборува за тој регистар? За да се следи да има секој во оваа држава што има карцином да биде во регистарот запишан. Регистарот е важен прво да знаеме колку болни имаме. Така и да се следи причини. Второ да имаме јасна евиденција која одлука дали да бидете третиран со лек кој е 100 евра ампула или со лек кој е 2500 евра ампула. Значи, зборам за терапии кои ќе коштат и 30-40 евра во повеќе циклуси. Ние можеме да имаме јасна медицинска индикација, не се јавила. Како во 21 век да не можеме да преброиме колку се болни со сите можни технолошки достигнувања, да немаме најпроста статистичка работа. На крај можеме да го тоа да ни помогне да следиме ефикасноста на лековите. Бидејќи лекот треба да се дава само ако е ефикасен. Ако не е ефикасен, не треба. Оба во пакет со патолошките истражувања и со пет скенот, бидејќи мора и диагностичкиот и следењето на болеста да биде соодветно за буџет од 50 милиони евра. Онкологија ќе биде оваа година најмалку 50 милиони евра буџетот. Сега, регистри за пациенти веќе има функционирачки за диабет и за ретки болести. Така. И тоа за диабет е релативно голема бројката. Така, но за карцином се зборува со години, со децении. Ја да ви кажам дека имаме информации дека се понудувани бесплатни софтвери на онкологија дека не биле прифатени.
Затоа што Зошто? Ајде, само едно одговорите ми, ќе престанам овде, болна тема е. Се нервирам, лично се нервирам на ваква муабетна во 21 век да збориме за статистичка операција за следење на нешто што е нешто зошто не е прифатено. Има ли логично објаснување некој да даде во држава? ово што се кажува дека нема кој да работи. Ама и тоа ќе го решиме. Значи работиме да таблетарната форма биде извадена од онкологија, бидејќи нема потреба пациенти да одат за да подигнат таблети. Дел од гужвата е таа. Второ, ќе направиме максимален притисок по првиот влез на терапија, субкутаните форми на терапија да се дават во Скопје, Битола, на други места. Да се диспензира, да не биде само Значи, во Скопје. ние не сме скотови, пак ќе ги тераме да работат пус. Значи, бараме начини како клиниката да се растрети. Меѓутоа, мора ова година да се воспостави евиденција. Значи, 50 милиона лекови на онкологија колку цела позитивна листа. Така е. Ние не можеме за позитивната листа да имаме дигитална форма со 30 милиони рецепти, со 1000 извештаи подпишани, а за 50 милиони на онкологија да нема ништо. Така. Отворено прашање, се задржавме на онкологија, но да продолжиме, завршиме. Значи, до крај на месецот ќе бидат затворени буџетите, за да овие клиники кои имат големи буџети за скапи лекови, може да ги распишат на време тендерите. Така. Едно И уште прашање. една работа да кажам. Ова година скоро сите лекови ќе бидат со 10%, збориме за скапите лекови, со 10% пониски цени, затоа што директно разговаравме со сите големи фармацевски куки и на маса ќе зголемиме број на пациенти што ќе добиеме за возат. Така. Реагираат луѓе дека папа контра ХПВ тест, се плашат добар дел од жените од ХПВ тестот, бидејќи на лош глас у суштина заради вакцинацијата која што не помина најдобро во Македонија, односно се дигна голема контроверза. Дали се укинува ПАП тестот, а со тоа може и да дојдеме во позиција да се дестимулираат жените да одат на гинеколог, бидејќи имаат страв од понапредниот ХПВ тест. Јас читав малце што е разликата. ХПВ тестот е далеко по современа начин за откривање. Значи, ова е еден одличен пример за недобар ова е страф од мојата околина комуникација. Не, ова е одличен пример за вчера беше, пред да го снимаме подкастот, би рекла се укинал ПАП тестот, се воведува само ХПВ тест, што ќе прави, праше го директорот на ФЗМ, можеби нема да одиме на гинеколог. Тоа беше, мислам, контекстот на муабетот што го направивме. Ова е тоа кога функционирате во бабл, во мер и во научните кругови ПАП тестот е веќе научните медицинските кругови е надмината работа. Так. Веродостојноста на ПАП наспроти ХПВ кој идентифицира присуство на некогашно присуство на вирус или сегашно е многу подобар начин на прогнозирање на ризикот од рак на цервикс. Значи, во научните кругови тоа е апсолвирано прашање. Проблемот е што тоа никој не го комуницира со јавност. Значи, ова сега што ќе се воведува ХПВ тест е напредна нова метода која што е безопасна и треба да се спроведе за подобро на жените. Доцнието на разговорите за подобрување на услови во примана пракса е најмногу заради ова прашање. Значи, ПАП е дел од превентивните мерки во примана пракса. Матичните гинеколози и клиниката за гинекологија побара да тој тест биде заменет со ХПВ тест. Многу поедноставен, многу побрз, многу поверодостоен, многу помасовно може да се работи, бидејќи технолошки понапреден. И тука запнавме, бидејќи, викам, не може една ваква работа да се одлучи на еден состанок меѓу Фондот за здравство и матичните гинеколози. Ние мораме малку подобро да информираме јавноста за ова.
бидејќи тогаш нема да станува збор за неуспешна реформа, туку ќе биде неуспешна комуникација. Неуспешна комуникација. Така. Значи уште не Не. ХПВ задолжителен, а ПАП тргнат од Не. од користење, но оди натаму. Меѓутоа, науката е многу Екзактна е и како кажува така. да, и нема никаков страв, нема никаква поврзаност со ХПВ вакцина и ХПВ вирус и ХПВ тест. Така да претпоставам тука се збори за опасност од заразување, од нешто непознато, нема никаков ризик. Уште две прашања и да привршуваме и вие имате обврски. Еве, сакам нешто за платите за брза помош и палијативна нега. Ја спомнавте на брифингот, се враќам на тој брифинг неколку пати во теков на подкастов, зборувавте дека ќе се зголемат платите во овие сектори, но еве на брза помош знам дека таму се има само возачи на комбиња нема и нема персонал кој што е во комбињата, здравствен персонал во комбињата. Ќе им ги зголемите платите на сите и ќе добијат и оние што се непотребно вработени, партиски вработени во минатото и ќе се одлеат пари или ќе имате некој друг модел? Мака, значи, брзата помош ќе има важна улога во регионализацијата. Бидејќи клучно ќе биде пациентот од колку до колку може да се транспортира, соодветно да се транспортира до местото каде што може да му биде дадена помош. Во моментот сегде кубуриме со тимови за брза помош низ сите градови, бидејќи како матичните доктори брзата помош не нуди можност да одите негде напред. Професионално останувате ништо. Затоа сметавме дека треба да медицинскиот персонал се подржи. И ова е минимално зголемување само за тие што се јасно поврзани со итна помош. Ние во фондот водиме евиденција за кои работни места се поврзани, кои не се поврзани. Не станува збор за административни позиции, како што претходното ноемврското зголемување беше стриктно 17% само за средномедицинскиот кадер. Значи имаме точна анализа кои работни места се опфатени. Ама кажувам дека брзата помош во концептот на организација ќе има големо значење, бидејќи ќе биде важен брз и квалитетен транспорт. Палијативната нега е нешто што со демографските Тоа е грижа за возрастите, само да им објасниме на сите што не се. Тоа е гериатрија така и сјурајдер. Така е. Гериатрија која што се чека сега да не кажам 6 месеци до година дена за на пример во Ѓорче Петров гериатријата за да може да се смести не повозрастен член на семејството. Има огромна не заради што не сакаат, едноставно ограничен е капацитетот. Значи тоа ќе биде предизвикот на иднината. Како старе населението, ќе имаме се построено население, ќе имаме се построено население кој ќе нема блиски за кои ќе може да се грижат за него или ќе нема доволно примање за сместување во приватни установи. Ние можеме сериозно да го разгледаме проблемот со палијативната нега. Во Министерството за здравство се работи на стратегија за зголемување на капацитетите и едно од понапорните работи, бидејќи бара доста ангажман и на средномедицински персонал и на болничари, негователи, условно да... Кога може да се очекува придвижување во овој дел, бидејќи ние имаме проблем со работната сила. Дел од работната сила, односно што не е активна на пазарот на трудот, има неколку истражувања и овде во подкастот сме ги зборувале, е што се посветени на чување на деца и посветени на чување на повозрастни членови во семејството. Пред се тоа се за жените во руралните средини, кај што некаде околу 50% од жените не се дел од пазарот на труд, не се активно на пазарот на труд. Дел ако се ослободи ќе може да бидат вклучени. Значи едно е проблем е решавањето со
градинките во руралните средини, а друго е за грижата на повозрастните луѓе. Ова е чисто економска мерка, сега не зборуваме за нешто друго, ова е каде се парите. Значи, кога може да очекуваме да се подобри состојбата со палијативната грижа за повозрастните? Јас се надевам дека ќе има и некои брзи решенја, бидејќи ние имаме дел во овие согледување на капацитети, имаме дел од капацитетите што се празни. Значи, ја уште за короната го следев болничкиот капацитет. Македонија во таа фаза имаше 9000 болнички кревети, а искористеност е 50%. Значи, ние горе-доле имаме празни капацитети. Треба да видиме како да ги ставиме во употреба и како најдобро да се реорганизираме, како овие ресурси што ги имаме. Јас се надевам, првите приоритети ни се примарните здравство, матичните доктори, стоматолози, гинеколози, наредните месец-два да постигнеме договор со... Да, тоа ми е предпоследното прашање за капитацијата кај овие, но значи најавувате наскоро дека ќе има некои мерки за палијативната нега, тоа? Со тоа што морам да кажам, примарната, па секундарната, позитивната листа и е-рецепт ние пополнуваат првото полугодие од 25-та година, пошто можеме да носиме толку работи колку што имаме капацитет. Ама дека веќе ќе треба, пошто дел од објектите ќе може да се реконструират, дека ќе се размислува што ќе се прави, ќе почнеме од сега, пошто ќе треба и проектирање, планирање на буџетски средства во Министерство за здравство, во фондот и така натаму. Зборевме за капитација, односно за примарното здравство, матичните доктори. Веќе спомнавте дека се разгледува зголемување на капитацијата. Имате ли веќе одлука колку би било, например, за матичните доктори? Значи, вака, јас сакам да кажам дека за сите, се сеќавам со сите чинители, и за сите чинители ценам аргументи. Матичните доктори имат еден силен аргумент, е дека нивните плати застануваат под платите во јавен здравствен сектор и поради тоа не се атрактивни за вработување на млади доктори. Во Дебра има 10 невработени доктори и сигурно има 5 слободни места за концесионери во Косоврасти и во други населени места. Дел од причината што порастот на плати во јавното здравство е побрз отколку во примерното и приватно здравство. Ние кога збориме приватно здравство, забораваме дека тоа не е една-две болници, туку е дека столбот на македонското здравство, дека матичните доктори, стоматолози, гинеколози се приватни. Така е. И јас тој аргумент целосно го разбирам, дека ние можеме да зголемиме атрактивноста, иначе ќе се соочиме како да докторите во пензија да останеме без примарна здравствена... Така, без матични доктори, што се вика гинеколози и стоматолози. Да, и не по ровните населби. Така во Скопје зборуваме. По периферијата на Скопје ќе нема матични доктори, пошто ќе биде исплатило само во големи урбани центри, кај што има голем број на пациенти. Така, кај што има 5-6-7 Значи, пакетот беше да се зголеми капитацијата, да се ревидират казните, да се отстрани горното ограничување и да направиме промена на превентивните мерки. 30% од плаќањата се поврзани со превентивните мерки. Кематичните доктори, стоматолози и гинеколозите се различни и тука ни требаше малку повеќе време, пошто тоа не може да биде од денеска за утре. Нека ќе има значително зголемување на капитацијата, не е тајна, ние го имаме буџетирано, колку би било, например, тоа од 75 на 100 денари. 100 денари. Да. Кога може да ги очекуваат овие матичните? Работиме на тоа да биде час поскоро. Второ, направивме уште една работа, го скративме рокот на заплаќање, успеавме да исплатиме за нова година уште една месечна фактура, условно да кажам, бидејќи таму доцниме малку повеќе со пресметките и плаќањата. Значи, целта ни е финансиската дисциплина на сите полиња да дојде до 60-70 дена рок на плаќање за завршените така, значи да се фати некој ритм? Да, и да се врати атрактивноста на таа
на тој Професија. сектор, да. Последно прашање, ме интересира зошто се нафативте да бидете дел од ФЗОМ, кога вие бевте во една од најреномираните невладени организации, важите за добар познавач на невладиниот сектор, но исто така и добар политички аналитичар. Зошто се нафативте во ФЗОМ, во јавна администрација да Прво работите? зашто се нафатив политика. Затоа што некој мора да си го наврши комфорт. Значи јас можев да бидам комплетно комфорен како што сум. Меѓутоа, ако сите си го чуваме комфорт, тогаш се вкопуваме во една статус-кво ситуација кај што промени нема да се случат. Без ние да си го нарушиме личниот комфорт, не може да има промена. Добро, но за ФЗОМ... И тоа беше мојата одлука да влезам во политика. Тоа што јас сум гостувал на телевизија, сум зборил за Бугарија, Грција, Европска унија, не е затоа што јас сум сакал да зборам за тоа, туку затоа што се тоа дневните интереси на нашите медиуми. Малку па Бугарија, Грција, па се врти кругот. Така, сега... Ова е тема кај што многу малку се збори. Јас прво сум лекар по образование. Тоа го е познато, но малце е познато дека менеджмент искуство. Со менаџирање на милионски суми, колку што знам, вашата организација кај што бевте, да, се милиони, меѓутоа далеку од милионите во така е, ништо не, но е милиони, ни еден претходно директор немал милиони менаџирано, милиони евра менаџирано. Со западен тренинг, условно, менеджмент тренинг, да кажам, и една битна работа од граѓанското општество, знам да слушам. Сега уште едно прашање. И сакам да комуницирам, бидејќи функцијата на директор е многу повеќе на градење на свест за работите. Фондот за здравствено осигурување важи за златна кокошка за сите партии на власт, бидејќи преку фирми кои што се блиски до владеачките партии се склучуваат договори и дел од тие пари, бидејќи 872 милиона евра, завршуваат и можеби да завршат и во партиските чекмеџиња, бидејќи ги добиваат партиски фирми кои што ги делат сите тоа. Тоа е едно сон на секоја партија да го земе фондот и да управува. Како ќе се потрудите да ја отстраните ваквата перцепција за фондот и за директорите на фондот, бидејќи тоа ги бие од самостојувањето до ден денеска тоа ги бие таков глас дека служи фондот и да се одлеат буџетски пари во партиските структури преку фирми. Значи прво работиме со USAID на функционална анализа и проценка на ризици на корупција во фондот. Значи не е КТБ кај некој друг, туку во фондот, и можам да ветам дека ќе бидеме максимално транспарентни и отворени. И дека со отвореноста ќе ги изложиме сите информации кои до сега се крија, затоа што не биле аргументирани. Јас секоја една одлука моја можам да ја аргументирам. Сестрите се незадоволни за руралните доктори, можам да ја аргументирам. Дали сум прав или не, ќе дебатираме. Ќе дебатираме, пошто има плюс и минус аргументи. Значи, јас сите одлуки кај мене нетранспарентни буџети нема да има. Не само кај мене, кај целото сегашно раководство, меѓутоа целта ни е да институциски направиме да веќе не може да има субјективизам се намали субјективизмот во одлучувањето. Односно, да повеќе зависи од процедури и критериуми, а помалку од одлуки. Една мојам тема да разбијам дека во здравството партиски фирми тешко се формираат. Бидејќи најголем дел од работите, значи не е ова градежна фирма па ќе соберите 5 машини и ќе правите пат. Станува збор, најголемиот дел од прометот во здравството е од странски фармацевски куки и производувачи. Значи во опремата се Philips, Siemens, Canon, Roche лабораторија, 5 бренда. Добро, и сега... во онкологија се Рош, МСД, Амикос, Pfizer, Novartis, 6 бренда. Морам да кажам дека сите овие глобални брендови не би рискирале ништо на светот во корупцијски скандали за да остварат некаква предност, бидејќи сме ние минорен пазар. Они не би се рискирале корупцијски скандал. Рош, кој 15 милиарди инвестира во
Research и Development да рискира корупција во Македонија, зашо за 20 милиона евра продажба, мислам, една работа. Втора, имаше неодамнашно истражување за кои две фирми ги имале најголем број на договори во здравството 2019-2024. Не знам дали го имаш видено тоа истражување од ИВЦ, мислам дека е. Не го видов. Да. Отприлика 140-150 милиона во 5 години. Двете фирми со најголеми договори се Пановски и Алкоид Конс. Моето прашање е дали Пановски и Алкоид Конс се партиски фирми. Колку што знам, не работат со сите. Во сите нон-стоп партиски не. Сакам да кажам зашто е така, затоа што двете фирми застапуваат светски брендови. Кои светски брендови ги одбрале тие фирми. Дека има корупција во набавки одредени има. Дека волуменот на набавки е големен и само волуменот веќе е атрактивен, да. Меѓутоа дека тоа можело да се склепа фирма партиска, проба тие жути Gmail фирми, не може тоа така да функционира. Здравството е многу поструктурирана работата. Пациентите однапред знаат кој лек сака да го добиваат. Така. Добро, тоа би било се. Значи, за овој подкаст ви благодарам што гостувавте. Се надевам дека отворивме теми и јас сакам да ја следам проблематиката со здравството. Пред се со парите, бидејќи за мене од 900 милиона евра на годишно ниво се сериозни пари, а плюс тоа се вртат дополнителни она што граѓаните ги плаќаат. Така што ќе бидеме во контакт, ќе следиме што се има случува. плюс па од Министерството за здравство, ама тоа друга тема. Да, тоа е друга тема. Јас зборам за фондот за здравствено осигурување. Вие ги плаќате нашите здравствени услуги, вие сте интересни од И јас се надевам дека ќе имаме можност за некоја нова емисија Здравие Боже, да ме прашате до каде е напредокот. Тоа Здравие Боже во четвртата сезона која ќе стартува од септември, значи, што се вика. Тука достапен да дојдам и да ме прашате Клековски ово и ово до каде. Тоа кон крајот на 2025 Здравие Боже, вие сте таксана и министерот за земјоделство кој што исто тука во подкастов најави реформи, подобрување на состојбата и него исто така ќе му побараме отчет за 2025. Уште наш ви благодарам, се гледаме Благодарам за кон покана. крајот на годинава. Тоа беше се, следете не и понатаму.